На работната средба општина Куманово беше посочена како позитивен пример на спроведување на добри практики во поглед на превенирање на несакани последици преку локалниот совет за превенција. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски истакна дека имале неколку успешни активности за спречување на насилства помеѓу младите, но и насилства од етничка и верска природа. Бидејќи во Македонија првенствено треба да се негува традицијата и да се работи во духот на традицијата. Кога имате една општина која што има мултиетнички карактер, а општина Куманово е токму така и ја представува Македонија во мало, имате еден сублимат на различни етнички заедници, луѓе кои што доаѓаат од различен профил, и тоа различна социјална средина, различна верска средина, етничка средина, тогаш мора да постои една избалансираност во општеството, а до неа се доаѓа со стекнување и на еднакви права и можности во општеството, но и првенствено со заемно почитување кое што се темели врз база на диалог, толеранција и взаемно разбирање. На работната средба присуствуваше и првиот човек на општина Тетово Теута Арифи. Таа истакна дека локалниот совет за превенција на општина Тетово функционира, но истиот треба да биде поактивен. Како и да е, сметам или денешниот состанок го ценам како многу важен, имајќи го предвид фактот дека ова е една средба на локалните чинители, значи на таа стабилност, но и на две општини кои имаат локален совет на превенција, но две општини кои имаат исто така и представништва на ОПСЕ во самите тие општини. Нормално сите знаеме, свесни сме, живееме во едно време кога глобалните опасности се сериозни и нормално треба секогаш да има локални мерки за да се превенираат разни ситуации, не само тоа, туку да се зголеми значи нивото на толеранција меѓу сите граѓани кои делат една заедница и делат еден заеднички простор. Главна цел на локалните совети за превенција е врзување и соработка на институциите со цел заштита на граѓаните од аспект на нивна безбедност и навремено превенирање на несакани дејства.